Еј, Димитри! Што е? Стави го Аслан, нека го убие тоа турчето. Најде, оди. Никого нема убиено. Нека се научи. Така ли? Добро, нека се научи. Аслан! Што е бе да не се плашиш? Зошто да се плашам? Димитри! Ти ќе умреш од моја рака. Така ли? До крај чиговај. Павел, остани ти со Аслан. Добро. Откако ќе завршите, ќе не стигнете. Тато, жими се! Еве, ваква да станам! Ваква да станам, ништо не се случи. Жими се! Освен тоа, тој е христијанин, ние нели сме муслимани? Фала му на Бога. Му благодарам на Фала Бога. му на Бога. Ако е така, зошто се сретна со тоа христијанско момче? Да, зошто се сретна? Поради што? Поради... Ама вие вака, ако ми се качите на глава целосно, ќе се збунам. Да. Немој да го збуниш девојчето. Нема да го збуниш девојчето, ти велам. Јас ли ја збунувам? Оваа и така се збунила целосно. Зар не гледаш што ни се случува пред очи? А ти ми велиш дека таа е во право. Ако таа е во право, тогаш ти си луд. Не ја збунувај, ти велам. Затоа што сакам да ја кажа вистината. Разбра? Зошто ти мене ми велиш дека сум луд? Затоа што си луд? Не сум. Луд си. Не сум. Луд си, ти велам и толку. Луд сум. Ако завршивте, јас да одам. Врати се на место. Да се вратам. Јас по 100 пати велам. Зошто ти му ја даваш хатиџе на тој сиромав Ја кројач дадов и Хасан? готово. Не должи веќе. Ке должам. Татко ми ме даде на мод Хасан, мамо. Седни си на место. Ајде бе, што чекате, ајде. Завршете работата. Што чекаш, бе, ајде пукај. Ајде бе. Што е? Се плашиш ли? Ајде пукај. Пукај бе. Кажи ми каде е селото Хаджилар? Кажи ми, ти велам! Кажи! Се гледаме во пеколот, внуче на млекарот. Не може да ја дадеш. Ја дадов, ти велам, ја дадов, ти велам. Веќе ја дадов, готово. Ме даде, мамо. Седни си на место, ти велам. Господе, прости ми затоа што и двојцата ќе ги задавам сега на место. Јас девојчето го дадов, ти после задави ме. Ако завршивте, со мене да одам. Не заврши. Не е завршено. Ако не завршило, тогаш кажи ми зошто го гушна тоа христијанско момче? Тоа ли? Јас се прашував зошто мајка ми се налути. Па јас го гушнав... Го гушнав затоа што и рече на сестра ми Вахиде со поми нека е и таа ми рече гушни го место мене. Затоа инаку што барам да гушкам христијанско момче? Зошто да го гушне тоа христијанско момче? Не може да му ја дадеш хатиџе на Хасан. Абе, со зариф зборуваш. Што ја мешаш сега хатиџе во муабетот, а? Тато, кај мака го дила боаѓа. Господине Кајмакам, што е? Треба да позборуваме, Чичко Рамис. Што е, синко, што се случи? Нема ништо во Фатма. Каде е Намик, Чичко Рамис? Фатма, каде е Намик? Од каде да знам јас каде е Намик? Оди викни го Намик, ајде. Добро, мајко. Треба да разговараме, Чичко Рамис. Добро. Добро, ајде. Џабар Ефедни дојде кај мене пред еден час. Сакаше да го пријави случајот.
Рече дека е сигурен дека Намик е доктор Мустафа. Готови сме кај мака му. Готови сме и тоа како. Изгоревме како чигра. Јас не му го дадов девојчето на тој папагал и затоа вака прави. Сега тој папагал нели ја побара мојата Хатидже. Хатидже му рече не. И јас му реков не затоа што не можев да го дозволам тоа. Тој виде како Намик ја излечи Вахиде. Дојде и ми рече, или ќе ми ја дадеш Хатидже, или ќе му кажам на командирот Джезми. Да, ете така ми рече. Добро, Чичко Рамис, не се вознемирувај. Јас зборував со него. Му реков дека ќе истражам. Сега ти немој да кажеш ништо никому. Особено немој да му кажеш ништо на командирот Джезми, ништо за ова. Да си жив кај макам. Да си жив. Тоа е средано. Ама до кога можам да го мотам Џабар Ефенди, уште колку време навистина не знам. А така ли? Се мислам. Размислив и одлучив. Јас да одам да го убијам тој папагал и да заврши ова работа. Почекај, бе, Чичко Рамис, почекај за име на Бога, смири се. Тато, Намик го нема никаде. Го нема ли? Насекаде го барав, ама го нема. Намик го нема. Намик! Намик! Мерием! Бато? Мерием! Бато? Мерием! Што правиш, Мерием? Ги собира фалиштата. Мерием, погоди што се случи денеска. Од каде да знам што се случило? Да ти кажам? Кажи. Ке ти кажам. Кажи. Рамис ага, денес ми ја даде Хатидже. Не ми се верува. Ако не веруваш, праше го Рамис ага. Ако не веруваш, праше ја Хатидже. Ако не веруваш, праше ги сите. Што направи, бе, Бато? Не сакав да се скине, ама се скина. Ако, бе, Бато, ако. Колку убава вест ми донесе. Многу се радувам. Убава вест, нели, Мерием? Многу. Чекај да го ставам ова. Каде сте, бе, Палавковци? Касапот го избрка војко ми од дуќанот. Што? Касапот го избрка војко ми. Што зборуваат децата, Бато? Вистина, Мерием, вистина. Вистина ли? Вистина. Ајде. Ајде, Палавковци. Ајде, помогнете ми. Соберете. Дојди, Хаджи Али. Ајде. 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 Зарифе, сигурно не видови господин Петар? Сестра, а ние да го прашаме и Бајтар Ефенди, може би тој знае. Зарифе, ти навистина си полудела. Во право си, сестра. Мама ќе ме убија, јас на што мислам. Е, така е. Господе Боже, каде ли отиде ова дете? Да знам, зошто да не ти кажам, бе, човеку? Добро, не рече ли ништо? Јас ќе одам ваму, ќе одам онаму. Рамис Ефенди, Молам. стана ист како командирот Джезми. Ке умреш, човек, прашувајки. Не ми беше пред очи, не го видов. Не кажа ништо, не слушнав. Вахиде, Ќерко, моја ранета птицо, ти виде ли? Не видов, тато. Кога го видов, не ми кажа каде оди. Тебе не ти кажа? Ти не го виде? Сакаш ли јас сега да полудам? Ќе видиш. Зошто го испушти од вид? Јас ли го испуштив од вид? Самиот избегал. Моето око не е подкажувачот на Абдул Хамид. Непотребните работи ги гледаш. А она што треба да го видиш, не го гледаш. Добро, Чичко Рамис, добро. Вујно Фатма, добро.
Смирете се. Зошто не внимаваат кај макаму? Кој влегува, кој излегува во куќава? Што се случи? Каде е Намик? Летна, исчезна. Го нема никаде, тато. Во право е, насекаде го баравме, го нема. Размислувам. Господе, овој пак се мисли. Ќе најдам. Најдов. Намик се симнал во песочани. Зошто? За да го види кај макамот. Во право си, чичко Рамис, зошто тоа не ни текна порано? Јас најдобро да се вратам во Песочан. Види, ако го сретнеш Намик, кажи му дека чичко ти Рамис многу се уплаши, многу се загриши. Нека не се плаши, нека се врати дома, го Го чекаме. чекаме. Ајде, Добро. Штом го видам, ќе му кажам. ајде, остани ми со Ајде здравје. да видиме. Намик, јави се Намик, ние те чекаме Намик. Амин, Боже поможи. Амин. Амин. Рамис Ефенди, јас прв пат ја слушам оваа молитва. Прв пат ли ја слушаш молитвала? Јас не знам ни што зборувам, ни во што се молам. Така ми дојде на ум, така кажав. Еј, Господе, прости ни, Боже, прости ни. Што ќе правиме сега, бато? Не знам, Мерием, не знам. Единствено што знам е дека Рамис Ага ми ја даде Хатиџа. Добро ти ја даде. Ама го изгуби дуќанот, бато. Како ќе ја биде оваа работа? Ќе најдам друга работа. Бато, ти освен круење не знаеш ништо. Точно. Нели ова кај макамо Дилавер? Да, кај макам од Дилавер. Пријатен ден, брату Хасан. Пријатен ден кај макамо. Ајде, повелете, напите се кафе. Не ми замеруве, брате Хасан. Многу сагав, ама се брзам. Се надевам друг пат. Те чекаме. Многу ќе се израдуваме, многу. Да си жив, Хасан Ефенди. Вие како сте, господјо Мерјам? Ви благодарам, господине Кајмакам. Добро, Хасан Ефенди. Пријатен ден. Пријатен ден кај макамо. Како што рековте, очекуваме. Нели така, Мерием? Да, така е, бато. Би ни израдувало. Се разбира дека ќе дојдам. Да, што ме каните, ќе дојдам. Пријатен ден. Доведување кај макамо. Отворена е вратата. Имајте пријатен ден. Ми текна. Сигурно е така, сигурно. Што е така? Што ти текна? Ова е масло на тие гадови што е ранија сестра ми. Зошто му се лути тие гадови на Намик? Зошто? Зошто? Затоа што Намик ги скрши од ќотекета, затоа. Сакаш да кажеш дека Намик го грабна бугарските чети? Лелелелеле. Сега разбрав. Тие гадови вчера на мене и на Алекс не го пресекоа патот. Сега и јас разбрав. Ти и Алекс излеговте од патот и тие гадови ве вратија. Сега сакаш ли јас да те вратам? Рамис Ефенди, слушна ли? Дали слушаш, Рамис Ефенди? Слушам. Е, ако слушна, зошто ништо не правиш? Прво ти да си го направиш твоето, после јас ќе го направам моето. Да си жив, мажу. Дојди овде. Мајко, кажи ми се. Дојди кога ти раната, кажи ми се. мајко, раната. Како да ми се зарива нож на раната. Што се случи? Што се случи? Влези внатре. Ау, Застани, боли. ти велам тебе. Ајде, застани, ти велам. Зарифе, дојди тука. Што ти се случи, Херко, одеднаш? Позната ви е состојбата во Македонија, паше. Одете таму и преземете ги сите најостри мерки, најмал простор за сомнеш да не остане. Безмилостно растурете ја така наречената унија на напредок која се шири помеѓу младите офицери.
Освен тоа, на големите трговци кои се занимаваа со трговија на тутун, овозможете им ги сите олеснувања. Не давајте им на муслиманските селани да им го продаваат тутунот на бугарските и грчките трговци по високи цени. Ама, ваше Аша, височество... овие трговци ги ранат бугарските и грчките чети. Ако не им го дадеме тоа, што тие го сакаат, муслиманските селани со векови вака живеат. Членовете на Унијата на напредокот ги подбуцнуваат селаните против трговците. Се обидуваат да ја зголемат цената на тутунот. Ако ја згазите Унијата на напредокот, тогаш селаните ќе се средат. Трговците ќе го продаваат тутунот по таа цена. Така да бугарските и грчките чети ќе се симнат од планините. Ме разбирате, нели, Паша? Се разбирам, султано. Кратко кажено, злото е меѓу нас. Тоа што треба да се прави е да се уништи Унијата што побрзо. Тоа се бара од вас, почитуван Паша. Нема потреба да се грижите за ништо, султано. Се ќе биде како што вие сакате. Воопшто не грижете се. Сите, ајде, нека излезат надвор. Излезете надвор. Бргу! Ајде. Бргу! Слегувајте. Легни на земја. Молчи. Легни. Ајде. Легнувај на земја. Легнувај на земја. Правите. Работа и греота. Немојте така. Господ ќе ве казни. Молчете! Лежи долу! Лежи! Ама не... Не мрдај! Сите на купче! Немојте децата ме неверници! Оставете ги децата! Неверници ни заедни! Нечестници! Ве молиме, немојте се децата така! Оставете го! Што се случи? Кој е овој јунак, бе? Господ здравје да му даде. Господ да го поживее. Господ го испрати овој човек да не спаси. Кој е овој јунак што не спаси?
Ахмет Мумтаз. Брато Музафер. Што е Ахмет Мумтаз? Као да одиш вака доцна во ноќта? Ти Ахмет Мумтаз го предаде нашиот брат Мустафа. Ти Ахмет ја предаде нашата унија на напредокот. Ти ја предаде нашата борба ја предаде. Ама до тука Ахмет Мумтаз. Не мрдај! Да не си се обидел? Од каде излезе бе ти? Што се случува, зете? Спушти го оружјето, има деца овде. И во селата кои ги напаѓаш имаше деца. Кога и ти не си го спуштил, јас не го спуштам. Кој си бе ти? Кој си ти? Оди и кажи му на тоа куче Димитри дека ќе престанете со овие напади. Нема да умират невини луѓе. Овој пат усно ве опоменувам. Што ќе му кажеме на Димитри? Да му речеме дека избега. Ако му речеме дека избегал, ќе не убие. Паголи ден доаѓаат. Каде сте вие, бе? Зошто не додавте на нападот? А? Му се скрши ногата на конјот, па моравме да го оставиме. Убивте ли внукот на млекарот? Тоа куче, а? Го убивме. Браво, Аслан. А вам што ви се случи? Мустафа, Вахиде? каде беше ти? Што има, Вахиде? Што се случи? Што се случи? Мене ли ме прашува што се случи? Мене ме прашува што се случи. Да, Вахиде. Или се случи нешто лошо? Каде е Чичко Рамис, а? Тебе те бараат. Сите тебе те бараат. Ние тебе те бараме, умревме од грижа. Значи за мене се загриживте. Па се загриживме, ами како? Ама гледам дека тебе баш ти е гајле. Каде беше ти? Јас? Не, јас. Прошетав малку. Сакав да земам чист воздух. Тоа е се. Значи се прошета. Добро, добро. Вахиде, Што е? и ти ли се загрижи за мене? Не се загрижив.
čemu je? Тајарче? Јас ќе го задавам тој тајар. Што се случува, бре, што се случува? Ете што ми се случува. И ми се легнува, и ми се станува во исто време. Нешто се случува со тебе, Фатма. Слушна ли, тајар? Нешто ми се случувало. Зошто ми се случувало? Затоа што имам мака, ете затоа. А, тајар е само петел, зашто го задеваш? Слушна ли, тајар? Ти не си мојата мака. Кажи му го тоа, не му? Добро, што ти е тебе маката? Сакаш ли да ти кажам? Кажи. Па слушај, како прво. Слушам. Ми го даде девојчето на тој сиромав никаков кројач Хасан. Керка ми војник ја рани, ете ти, второ. Како трето, керка ми се гушка со христијанско момче. Донесе бегалец во нашата куќа, ни донесе неволја. Ете ти четврто. Разбрали сега која ми е маката? Ме слушна ли? Слушнав и разбрав. Сега ти послушај ме мене. Сега, Фатма, јас сите овие маки едно по едно ќе ги средам. Како ќе ги средиш? Ете, види како ќе се средат. Сега, како прво, види, Џабар Ефенди сака да не пријави кај командирот Джезми, ама наместо кај него оди не пријавува кај Кајмакамот. А кој е Кајмакамот? Кајмакамот на Чичо ќе не брани. Првото заврши, нели? Да дојдеме сега на второто. Второто за Зарифе. Добро де, Зарифе. Зарифе, а? Сега ќе одам кај Бајтар Ефенди и вака ќе му кажам. Каде се видело, ќе му речам, една муслиманска девојка да се гледа со христијанско момче? Повлечи го за уши, внук ти, ќе му речам, удри му еден чотек и готово. Дојдовме до четвртото. На Вахиде. Вахиде ни оздраве. Не греши се. Господ ни ја зачува. Му благодарам на Бога, му благодарам на Бога. А кај е третото? Го прескокна третото. Кој е трето? Сиромавиот кројач Хасан. Да, работа заврши бе. Му го дадов девојчето на Хасан. Што ти е, Вахиде? Што правиш, Вахиде? Ништа. Ме фати сиклет, ќе го извадам веќе ова. Чекај. Чекај, јас ќе погледнам. Заврти се вака. Добро изгледа. Ама сепак да го преврземе повторно. Мустафа, каде беше ти синоќа? Нели ти реков да прошетам? Сакав малку да земам свеж воздух. Цел ден и цела ноќ земаше свеж воздух. Изгледа голема горештина те фатила. И кој беше тој човек? Му го видовте ли лицето? Не бе, Димитри. И ние се зачудивме. Едва спасивме жива глава. Да не избегавте вие како кокошки, а подобро да се убиевте меѓу себе. Остави ги, Димитри. Не им викај на момците. Ненадејно не фати. Добро е што избегавме. Грешиш, Јорги. Сите избегавме од еден единствен човек. А од каде знаеш дека бил сам? Може би имал луѓе кои чекале во заседа. Не треба секогаш да се бориш за да победиш, бе, Димитри. Треба да знаеш кога и да се повлечеш. Димитри! Иван ли ова? Димитри! Каде си, бе? Димитри! Што има? Димитри! Тој човек ме следеше до дома, Димитри. Губи ли човекот? Не, човекот влезе внатре во куќа да ми впери пиштол во глава, Димитри. Кој е тој? Кажувај. Не знам. Поздрави рече да не ги напаѓаат повеќе селата, инаку не се мешам, рече. А сам ли беше? Да. Му го видели ли лицето? Не, покриено му беше лицето. Само очите успеав да ги видам, Димитри. Кој е овој човек, бе? Кој ни се спротивставува нас? Кој е овој? Почекај, татичко, да ти помогнам. Нема што да ми помогнеш, остави. Да го довлечкам ќамуш до вратата? Кажи што има. Татичко, ќе застанеш за малку? Кажи, што е? Што има? Болен ли си ти? Не сум, ама ако продолжиш, секој момент може да се разболам. Како да си пребледел? Пребледен, а?
Пребледен, да, пребледен. Види лицето, образите. Не дај Боже, чекај да видам да немаш температура. Не тргни раката, немам температура. Не, ова не може вака. Многу се заморуваш, тато. Остави денес, јас ќе го однесам лекото по луѓето. Ќе разнесам и ќе се вратам. Да не те мачам, господјо Зарифе? Не, бе, татичко, какво мачење, како така? Многу ќе се умориш, Не, Зарифе. воопшто нема да се изморам, со задоволство ќе одам. Зарифе, Молам. отвори ги ушите и слушај. Види, од овој двор, само еден чекор ако видам, или ако слушнам дека си направила чекор, знаеш ли што ќе те снајде? Не, бе, татичко, не е за тоа. Веднаш оди кај мајка ти. Фатма, земи ја ова покрај тебе. Добро утро, татичко. Кажи, моја убава черко. Кажи, Татичко, кажи. што ќе биде со мојата судбина? Ти не размислувај околу тоа. Ти воопшто не размислувај. Ти мисли. Ти не мисли ништо. Знаеш ти кога ќе размислиш, какви неволји не снаоѓаат? Дали знаеш? Во оваа куќа само јас мислам. Јас мислам на се. Е, добро. Секој нека мисли за себе. Рамис Ефенди нека мисли за себе, а Фатма нека мисли за се. Добро? Што е? И ти мислиш, ќамуш. Оди ме. Ова е готово. Нека остане вака неколку дена. Зошто го вртиш муабетот? Зошто не кажуваш каде беше? Криеш ли нешто од мене, а? Кажи. Не кријам ништо од тебе, Вахиде. Ама лажеш, знам. Од каде знаеш? Затоа што не ме гледаш право во очиите, затоа тоа го знам. Добро утро. Добро утро, војна Фатма. Хатиđe, Зарифе! Ајде, имаме многу работа, ајде! Уште ли не зовре тоа? Ајде, ајде, Не, пргу, мајко. имаме многу работа. Што сакаш да правам? Незовриено да го тргнам од оган? Ти што сакаш јас да направам? Да те зовријам ли тебе во овој оган? Ах, да умрам, да куртулам. Сега ова ќе го решам. Бајтар Ефенди! Бајтар Ефенди! Ама, мамо, зошто не ме пушташ да одам надвор? Сакаш сега да умрем од грижа? Од сега па натаму вака ќе биде. Се додека не се најде некоја среќа, нема излегување надвор. Јас може ли да излезам, мамо? Ни ти не може да излезеш, никој нема да излезе. Само Вахиде може да излезе. Да, воопшто не е како вас.
носи оружје, се бори со мажи, ги брка комитите. Ајде и најде некој момче таткои, не изе глас не и се слуша. Ми излегува, мајко? Што? Господе, на кого ли личат овие? На кого заличеа, Господе? Мајко, што? Која е среќата која ја сакаш? Муслиман. Е, добро. Што ако не најдеш некоја среќа муслиман, што ќе биде? Судбина? Бе, мајко, колку пати ти кажав? Ние сме само пријатели, ништо повеќе. Ти знаеш ли кој ги носи децата? Штрковите. Не, пријателите ги носат. Високите, шашави пријатели ги носат. Што се смеете ви, а? Не се смееме, бе, мајко, плачеме ние. Кој на крај се смее, најсладко се смее. Денес таткови ке зборува со Бајтар Ефенди, да знаете. Што? Што? Да си жив и здрав, Рамиз Ефенди. Многу ми сакаше душата, млеко. На здравје нека ти е, Бајтар Ефенди. Јас сакам да ти кажам нешто. Кажи, Рамиз Ефенди, кажи. Ние слушнавме дека... Слушам, кажи ти. Седни. Да не ти преседне. Што бе, дошли ке заврне? Не, седни. Ти седни, велам. Седни. То? Сега ние со Фатма слушнавме дека твојот... Што слушнавте? Во врска со Алекс и Зариф е дека... Која таа Зариф е, а? Зариф е мојата черка? Таа што ти вареше чорба? Да бе, да. Ја знам керка ти Зарифе, ја знам Зарифе. Слушнавме дека Алекс и Зарифе често се гледале. Што зборуваш бе ти? Види, Алекс е добро момче. Многу ни помогнало, го почитуваме. Едно христијанско момче не е згодно да се гледа со муслиманска девојка. Не е добро. Зашто се гледале, а? Жими Господ, не знам. Зарифе вика дека ние сме само пријатели. Ама какво е тоа пријателство? Не знам. Залудно си се загрижил, бе, Рамиз Ефенди? Залудно ли? Зошто? Керка ти ја кажала вистината. Тие се пријатели само. Сигурен ли си ти? Мојот внук е верен, затоа знам. Ај, врзан си е тој, Алекс верен ли е? Верен е, бе, море, верен. Заљубен е во една девојка од Скопје. Како се вика? Софи се вика таа девојка, Софи. Софи од Скопје? Убава ли е? Бога ми, како кајмак е. Господ нека ги благослови. Амин. Тогаш дојди да те бакнам еднаш, да се гушнеме, бе, Рамиз Ефенди. Што правиш ти вака, бато? Си правам дуќан за мене. Дуќан ли? А? Каков дуќан? Нели касапот ми избрка од дуќанот? Знам дека те избрка, ама што е ова, не можам да разберам. Тука ќе го извадиме нашиот леп. Донесовме се што побара, војче. Браво, добро. Ајде, помогнете ми. Опа! Ајде, дуќанот е готов, чираците спремни. Ајде, пријатна ми работа. Дојде кројачот, господи. Пријатна работа. Дојде кројачот, господи. Кројачот дојде. Господине Кајмакам, командирот сака да ве види. Нека влезе. Повелете. Се надевам дека имате убави вести, господине командире. Прашувам дали го уапсивте осомничениот која рани керка му на млекарот Рамис. Господине, и покрај тоа што го баравме на секаде, за жал го нема. А значи за жал, Джезми. Барем 10% труд да вложевте од тоа што го вложувате да го уапсите докторот Мустафа. Ама господине Кајмакам. Ви давам 3 дена, Джезми. И последен пат ве опоменувам. Ако не го уапсите во дадениот рок, збогувајте се со вашата униформа. Џабар Ефенди дојде. Нека влезе. Повели.
Мајко, јас ки излезам. Каде ќе излезеш? Легни си, одмори се, оздрави па после ќе одиш. Не, мајко. Лежи, ќе гнијам лежејки, ќе спобудалам ако не прошетам малку. Вахиде, каде ќе одиш сама? Види ме ти мене. Ме слушаш ли ти мене? Ода, мајко. Ќе се симнам до чаршија да земам нешто, па ме фати скле ти велам. Мајко, да одам јас со неа, да не оди сама. Ајде седи каде што ти е местото, ајде седи. Намик! Намик! Што е, тетко Фатма? Синко, Вахиде сега само што се симна долу. Ајде ти оди по неа, раната уште не е оздравена, да не остане по патиштата. Добро, во ред. Ајде. Јас дојдов да прашам врска со она, кај мака му... Во врска со што, Џабар ефенди? Вчера разговаравме со вас во врска со нешто околу тоа... Молам? Велам, дали има нешто ново во врска со Намик? Вчера разговаравме. Така. Може би од вчера до денес нешто... Ви реков дека истражувам, Џабар ефенди. Не ода така бргу овие работи. Потребно е време. Разбирам, господине, разбирам. Никому не кажавте ништо, нели? Не, никому. На командирот Джезми? Никако. Фино. Да не ви одзема повеќе време, само уште едно прашање имам, мака му. Повели. Видете, ако се докаже дека Намик е доктор што се бара, ке се казни ли тогаш им лекарот Рамис? Затоа што, знаете, тој дома го крие. Прво нека се докаже, Џабар ефенди. Потоа ќе правиме се што е потребно. Така, вие најдобро знаете кај мака му. Тука е добро. Ајде да видиме. Опа! Ајде, Хаджи Али. Што се случува, брат Хасан? О, брато Агоп, да си жив. Стави ги. Ајде да видиме. Луѓе! Послушајте! Од сега па натаму, кројачот Хасан тука ќе работи. Чујте и почујте. Ќе работи тука. Ајде, Хаджи Али, земи ги браќата и право дома. Ајде, не ми ги бркете муштерите, ајде. Господине Агоп, и ти долго време не работеше. Пријатна работа и тебе. Пријатна работа. Дај Боже. Благодарам. Ајде, Господе. Стафан. Ќе кажеш ли? Што? Каде беше синоќа? Ти кажав, надвор бе Вахиде. Вахиде? Сакаш ли да ти кажем зашто сакаме да го симнеме од тронот пашата? Затоа што научив за слободата, за еднаквоста, мирот. Научив дека состојбата внатре во Османлиската империја не оди кон добра. Што не одело добро? Големите земји се обидуваат да ја распарчат империјата. Додека пашата мисли само како да си го зачува својот трон, да ги прати луѓето на прогонство, да ги затвори, да ги заколи. Тоа ли го направи? Тоа го прави. Затоа што го испразнил државното богатство. Не можат да се исплатат долговите. Османлиската империја во моментов е со врзани раце. А европските држави не сакаат да испуштат ваква прилика. Наскоро народите што се тука можат да се одвојат. Бугарите, турците, грците, албанците, македонците, сите можат да станат непријатели еден со друг. Зошто да станеме непријатели? Нина, например, е гркиња, ама ние многу ја сакаме Нина. Не е возможно ние да станеме непријатели со неа. И Бајтар Ефенди е македонец. После тетка Дуду, тие се бугари.
Верувај, никој никого не го гледа со лошо око. Верата е различна, јазикот е различен, никој не гледа. Ете, зборуваш вистина. Тоа е она вистинското. Што треба да се прави, Мустафа? Ако се отарасиме од пашата, ќе се средат ли овие работи, кажи ми? Ќе се средат. Се разбира, ќе се средат. Ако прогласиме легитимитет, тогаш законодавството ќе стапи на сила. Тогаш нема пашата да ја води државата, туку самите избраници од народот. Тогаш во државата ќе има слобода, мир, правда и безбеден живот за сите. И ќе бидеме обединети против силите кои се обидуваат да не разделат. Така ли ќе биде? Така ќе биде. Аха. Ете, тоа е мојот зацртан пат. За слободата. И ако е потребно за слободата, ќе загинам. Ќе загинеш? Джабар Ефенди. О, добар ден, командире Джезми. Добар ден. Добар ден. Што е, Джабар Ефенди? Има ли нешто? Не, нема ништо, не. Излезе од кај Макамот? Што бараше ти таму? А, тоа прашуваш. Ништо важно, нешто помеѓу мене и кај Макамот, нешто. Што има тоа ова меѓу вас? Ништо важно не. Имаме една приватна работа со кај Макамот. Господе Боже. Е сега каде ќе одиш? Како каде? На дуќенде? Добро, тогаш и јас ќе дојдам со тебе. Имам некоја работа. Добро, тогаш ајде дојдеме. Ве чекам, господи. И вас ве чекам. Ајде, кренете ги рацете. Многу убаво. Нели е тоа кројачот Хасан? Што прави тука пред мојот дуќан, а? Ајде. Ајде, утре вечер ве чекам на проба. Ајде, довидување, поздрав. Што се случува, бе? Абе, тебе ти велам, ти уличен кројац си или што си, а? Што правиш пред мојот дуќан, бе, Хасан Ефенди? Ајде. Не успеа да ја земе девојката да полуде од инат. Тебе ти велам, кројачу Хасан, ајде собери си ги парталите од пред мојот дуќан, ајде! Господе, ќе ми пукне главата, господе. Беди ми нешто, командире, види човекот седал пред мојот дуќан, што прави тука? Што ти гајле тебе, Джавар Ефенди? Дуќанот беше твој, ме изфрли, и улицата ли е твоја, што се мешаш? Јас се мешам, кројачу Хасан. Не е дозволено ваква глупост. Ти имаш ум во главата? Ајде собери ја тезгата. Зошто да ја соберам? Те разбрав. Тебе изгледа ти не достига келијата, така? Немој да ме нервираш, собери ги парталите. Ама јас работам, си печелам леп, никому лошо не му правам. Доста бе. Што правиш бе, брате? Ми го уништуваш дуќанот. Хасан! Еве сега уште овој ни фалеше. Што се случува тука? Тебе ли ќе ти давам сметка, господине млекар? Има закон. Не може кројачот тука да работи. Собере си ја тезгата, ајде. Зошто не може да работи, бе? Тој не краде, работи. Да си сиромав не е срамота, мрзливоста е срамота. Командирот рече дека не може тука да работи, слушна? И што се мешаш ти, бе, Рамис Ефенди? А ти што се мешаш, Джабар Ефенди? Зарем ми завидуваш на неколку телири да ги испечелам, а? Ти велам, Хасан, престани! Чекај, бе, ќе дојде време, ќе платат сите за се. Сите. Ке даделе сметка. Имаш доверба во кајмакамот, господине млекар. Не му верувај многу на кајмакамот. Таа доверба од глава ќе ти се удри. Господине млекар, ти зобре водата тебе. И ти ја претера, командире. Не заборавај тоа што си го направил.